За да ја снимаме оваа епизода, значи мораше да организирам 3 деца и еден возрасен човек за да бидам фокусирана за која тема ќе збореме и деца, тоа е многу тешка работа, човече. Тоа се дешава у бекстејџот. Тоа е бекстејдж. Режија. У режија, да. Па види. Па добро, сите имаме нешто у режија. Ја имам нешто у режија. Да. Поврзувам го темата со претходната реченица, поврзувам го со темата за која што ќе збореме. Па, и јас си идам од работа со деца. И ти со деца, и верувам дека исто и тебе ти е колку убаво, толку и исцрпувачки. Ќе се согласиш ли со мене? Знаеш што, обично луѓето така, нели прашат те што работиш или нешто, као демек супер лесно со деца, интересно. Да, интересно, ама не држа вода тоа, гајле немате лесно вие вас, затоа што исцрпувачки и како. Многу. Значи, не би сакала да звучимо неблагодарно, далеко од тоа, нели? Далеко од тоа. Па ја на крајот на денот мислам дека се исцрпува, ама Да. некем да има такви стереотипи у стил ако работата со деца не е тешка, сваќаш. Да. И баш се чудам како порано смо биле ние по 34 плюс по клас. Нели? Нува не можеше да прелета, значи не знам, многу се сменува. Ја мислам дека многу е сменето времето, а и тогаш многу беа строги учителите, учителките, наставниците у средна. Имаш авторитет, тоа више ја мислам дека не постоje. Не постоje тоа. Малите ќе речеш држе вода до некаде, ама ја и слушам од образовни кадри по средно, знаеш, и тамо го нема тоа, и тамо е изгубено. Па добро, и со оглед како да сме им другарима и пониско од тоа. Не Тоа те е регистрират, за жив не те сметат. тоа е многу жално и со оглед на тоа. Да, и со тоа што се случува во Македонија моментално што читам, стварно се загрижувачки податоците и кога работиш со деца, колку се присеќаш на сопственото дете у себе, нели? Прашуваш ли ме мене или? Кажуваш дека е така, а мене ме прашуваш? Да, и тебе те прашувам, и еве. И другите нека си коментират што ќе ја гледат емисијата и ќе се надоврзуваме, ќе ги уплеткамо сите тие некои работи како... Да не ги многу замрсам работите са. Не. Надевам се дека нема, ќе останеме у некои рамки. Па гледај, ова е многу комплексна тема. Навидум изгледа дека е едноставна и лесна, исто како и нели што претходно ја спомна. Да. Бара многу анализа и некако имам чувство дека колку и да кажам, пак ќе бидам недокажан. И малку да. Ама еве конкретно на твоето прашање, на почетокот, пошто ја више пак година и пол работам со деца на оваа позиција. На почетокот ми беше малку посилен тај ефект, како беше ми, знаеш, тај после толку време првиот средба со училница, со клупи, со училишна атмосфера, со нели ходници, детски джагор, голем одмор. Ја тоа имам забравено до некаде, нели? Нормално секој има забравено. Да. А више ми е станато како секојдневие и не знам, некако не се баш поистоветувам затоа што они живеат денеска многу поразлично од нашето време кога беа оние деца. Немам многу допирни точки, освен наивноста, искреноста и таа љубов небо голема што го имат децата. Да. Знаеш, тоа е неизбежливо дека ќе си остане, ама од други аспекти се е сменето. Се сме. А нели те потсеќа на убави времињата, што кажеш детски джагор, училишни клупи, ево кога прв пат си таму бил, например, мене тоа ми не достига, еве тоа нешто што ми потсеќа на детето, тај период ми е така. Апсолутно да, како целина гледано не можам да се идентификувам многу, оти пак ќе речам, се е некако различно. Ама има некои блиц моменти у стило како јаде си геврече, кифличка, пие си јогуртче, носето искашкано со јогуртче, покапат се целите, знаеш, не викат леле, лум се направи, него знаеш како така знаат дека дома ќе отидат ќе ми го испере мама или тато, сваќаш? Да. Некако Они немаат грижа на такво, па истото и со моите, да.
не се уморуваат, имат таа кондиција за физичко, не само за физичко, и на одмор, и на се. Не ми збори за енергија. Знаеш, пуни енергија. Па не ми збори за енергија. И ја нека така можеш. Леле, дај, колку пати си викам, леле, колку сакам само да ви ја имам вашата енергија за да завршам толку многу работи. Што викаш, фале ми тоа, ама ја мислам дека и ако се вратимо на назад и кога правиме муабет за 90-тите, ако споредимо, нели, веројатно оние добиват енергијата од целата таа не грижа, од тоа не замарање на умствено да размислуваат. Наше било само да научиме песни, најголем стрес ни било да научиме песничка на памет. Домашно. И домашно да напишеме, нели? Да. А не сме имале, например, дали сметки треба да плаќаш или не знам, па некој може би и здравствен проблем, не мора да значи, нели? Никаков проблем, они не го доживуваат така како што го доживуваме возрастните. Точно. Се да ми прешливо некако. Да, така. И ја тоа го имам приметено со моите, например, мене они ме уствари порасна, а и ме вратија на назад, уствари колку за нив е само едноставен свето и само и се е игра. А ние како возрастни се ни е потенцијална опасност и гледаш само и знаемо да ги комплицираме нештата, посебно ние мајките, еве ја ќе кажам, не можам да зборам за сите мајки, ама нема да се оградам заради тоа што сум анализирала у последните 8 години колку ние мајките можеме да бидеме и штета на нашите деца и да им ги скршемо или соништата или ако видиш дека нешто едноставно, искашкало се. Ти сега спомна момент. Дигаш паника. И дигат паника, па зашто? Па викаш, па караш. Мислам, ја тоа не сум управила. Ја се сидам со една реченица, машината пере, не перам на чешма, нели? Како пред 100 години што било. Ама, многу родители и до ден денеска се така, знаеш, децата собствени не им дават да бидат своји. Што, например, мене тоа ми е малце, не знам како... Не можеш да кажам, ти нели ја не... Да. Од твој аспект можеш да кажеш. Ја од мој аспект ќе кажам, да, ама еве ти што споредуваше ќе се искашка или знаеш, нека тоа не му е гајле дали он треба да го пера, ти имаш у глава цел план, треба тоа да се испере, да се испрегла, да се исуше. И тука станува нашата обседнатост и некако фајловите ни се трупат и после се чуеш зашто си не расположен. И тоа е од што ми фали од детството, да бидеш едноставно, па окей, ајде, знаеш да ќе помине и тоа. Имат си они своји муки, ајде, имат си они проблеми у главата, значи и они се нервират и плашат, само тоа некако ги имamo забравено, ние и несвојствено е за нас да сега ние тоа го мислимо. Ама у таа возраст они си имат нивни грижи. Па веројатно. Својствени нивната возраст. Па да. Има си и тоа како. Само тоа нели они не се уште созрајани, но не се да можат да ги искажат тие грижи, може да повише у себе се, не знам, тоа е психологија, виш. Тоа е многу тешка психологија, да. Јас сум си правила анализа на собствените деца, не можам да зборам за другите. Да. Ама не мене ми е добро, свиѓа ми се тоа што ти кажава, стило колку уствари едноставно да се живее, а колку ние го тоа комплицираме, особено во денешното ново време. Да. Често ја тоа си го поминуваме низ глава колку уствари едноставно да се живее, а колку ние ситничареме, колку ние бараме се повише и повише. Да. А у принцип... И па ако споредимо, нели детето у мене е уствари искрено да се радуваш на нештото. Така ли? Да веруваш лесно на луѓето. Многу пати да сакаш без калкулација и да не се срамеме од емоции. Например, дете ќе се расплаче на сред улица, така, ако му падне лижавчето од уста и ќе викне, и оно ќе си викне, ќе плаче. А како растемо, ние се ги потиснуваме емоциите, така ли е? Значи, ти си голем, нели? Не можеш ти емоции да споделуваш, како така ти у свето на возрастните. Многу пати со тебе... Не биди дете, така, нели? Многу пати со тебе што имам правено муабет и ти ми викаш, јас сум бил бунтовник.
Нели, и ден денеска сум бутовник. Детето у мене не ми дава, сакам правдина да истерам. И стварно децата се такви. Да. Еве, нели, Да. и ја мислам дека ти тоа уште си ги имаш задржано у себе. Да, апсолутно. Дури можда и засилено ми е тоа чувство некое. У детството ми е било присутно, ама со текот на годините прогресирало и се посилно и посилно е у мене. И веројатно ти знае дека сега возрастен и детето у тебе може да испадне на површина и да споделе правда. Не знам, во моментот додека ми збореш така се трудам да си создадам слика у стило какво беше, каков беше ја како дете. И обично, нели, барам се сам со себе асоциација, синоним за тоа време, што ми е првото нешто што ми доаѓа. Првото нешто што ми доаѓа за моето дете, за ја дете, е некоја искрена насмевка, толку невин поглед бистар и такво некое надеж дека утре ќе биде добро. Да. Секој дете си го има тоа. Да. Утре секогаш ќе биде добро. Безгрижност, да. Безгрижност, точно. А тоа многу го забраваме кога сме вака еве по возрастни, нели? Ти за утре секогаш мислиш, ајде треба тоа. Попесимистички некако. Да, мене ми фале тоа, искрено, ја беше многу оптимист. Ја сега малку сум така... Па не, можда тука е категоризација на луѓе, може да има и оптимисти, значи не може да има, него сигурно има, само што не знам колку можам тоа да го тврдам во ова време, некако ми е чудно да има оптимисти. Нели? Поише реалист сам ја, него ли песимист. Колку и песимистички да звучам. Да. Истото, леле како е Алтивера за реченицата. Со сопругот многу често знаемо да се расправамо. Ако ми е сопруг, не значи дека имамо секогаш исти мислења и дека ни се согласуваат, нели, тоа сепак е индивидуа. И многу пати ќе речам, ајде биди реален. И он ќе ми рече, ама не, па ти си песимист, ти си не си реална, као, нели, реалистите се потенцијални песимисти, зашто гледаш толку лошо на работите? Викам, ама не е така. Значи, треба некојаш и стварно, нели, ајде да отвориш очи, ама тоа не воде некако у свето на возрастните, нели? Немам некоја безгрижност. Ја уште сум си онака, еве и посебно како мајка, сите сме некако, ама чекај да... Ја мислам дека самото време, самиот начин на живот те тера да бидеш таков. Брзиот живот, мислиш? Како? Брзиот живот, дали мислиш? Не натера или? Не само брзиот живот, се кога се собере уедно те праве да не можеш да бидеш безгрижен. Меѓутоа, не знам како ти кажам, ја некој како уште не можам да кажам дека сум улезен у свето на возрастните, бројчено секако, нели, од аспект на години, ама умствено и со душа, срце, со чувства, ја не сам на себе си немам дадено дозвола да пораснам, заради тоа што според мене да пораснеш е да ставиш маска. Според мене. Да, многу да потиснеш, да скриеш, да се срамеш од тоа што си прави вистински ти. Затоа што како демекети децата ги имаат тај впечаток благодарение на возрастните, ја кога ќе пораснам ќе бидам тоа. Ја кога ќе пораснам ќе можам да правам тоа и тоа. Има многу деца, девојчиња што сакат да носат штикли, да се облачат како мама или како тета или како од телевизија, некои машките сакат да се, не знам, шофери, свашта нешто, нели, да бидат стари, да бидат возрастни. Точно, да. Многу брзо сакат да пораснат. Ствари само неќиот да бидат тоа. Ама нивното време е такво да они мислел дека кој знае што ќе се деси. Јас сум мислел дека кога имам волку 36 години, ма какви 36, тоа е било више староќе. На 30 години, кој знае што ќе биде со мене. 30 години за мене, на 15 години тоа е било нешто како многу далечно. Да, исто и јас сум на тај начин размислувал. Па види, ја и ти веројатно... Затоа го почитувам онај цитат од Петер Пан што вика Don't grow up, it's a trap. Да. Немој да пораснете, луѓе, само е.
Замка е тоа. Секако да пораснеме устиво или нормално да сме живи и здрави, да ни се множат Точно. годините. Ама Да. не е сега така давамо лесно тоа нештото у На, нас, детско. да. Духо, па детето е уствари сенка, духото у што нас. Петар Пан секад. Да. И па духо да не ти порасне, да не ти остаре духо, така викат многу луѓе што сам сретнала низ годините, колку и да изгледале стари, ќе видиш дека духо не е остарен, едноставно имат таква визија за животот, така се пуни со живот у себе, така имат некоја позитива кон работите. Да. А сега... Петар Пан ми е мене цело време умислите, он исто има како делче кад вика, оно толку многу, знаеш, одсечен, дека нема ја никад да пораснам, нема шанс, јас сега ти си бидам мало дете, као. Да. И стило има кажано, чим еднашка пораснеш, више нема нас. Нема назад. Нема назад. Ја дури истото и го викам и на моите. Мила многу гледа Demon Huntrix, не знам, некоја нова серија. Знаеш ги, нели имат... Популарна, да. Лела вика, мамо, јас сакам да пораснам, да бидам како Руми, да имам purple коса, да имам меч со мене, не знам. Така, да. Знаеш ли сите работи? Имаш ли ја гледано? Имаш ли ја гледано тај? Не, од децата од школа. А од школа? Ја мислам имаш Тоа го е гледано, па популарно. јас си гледам анимирани филмови. Не. И тоа 2-3 пати. И таму е буквално, ете, со духовите, со духо, да ти биде духо жив, нели? И она, и викам, Мила, ај полек, ќе пораснеш, не се секире, има време и за тоа, биди си дете. Викам, сега мама, знаеш колку сака да биде дете назад. Ама не има јасно. Ама нема назад. За жал, такав се природниот тек на нештата. Да, тоа си е. Да, така е. Ама ја мислам дека ако не значи, еве сами ја кажа ти дека нели тоа е само бројка, ама нели љубопитноста како човек, како си љубопитен, и тоа е дето у тебе, фантазијата исто, ако ти уште работе, нели ако не си заглавен у некој што викаат 9 to 5 job, окей, и има и од 9 до 5 работа, ама нели фантазијата, барем дома, своje некое хоби, нешто што ти исполнува, што ти го задоволува. Ја мислам дека ништо на свето не смее да те смене, да ти го смене тоа што си ти. Да. Дали 9 to 5, дали од 7, дали не идеш на работа, дали... Да. Па многу и луѓе работат работи што не ги сакат, реално, ама сега сметките друго викат, нели? За реално се до тоа влијае, не дека не влијае многу и како се чувствуваш и како се доживуваш. Да. Меѓутоа, што знам, ако направиме една споредба, ја увек ќе одберам детската страна, детската психологија на едноставност у живењето. Да, па да, едноставноста, да, па тоа е нешто што децата не учат, дека не мора се да биде комплицирано. Дека можеш да бидеш и љубопитен малку. Еве, ако ќе ги гледам испаднат ни игралишта, они се љубопитни за да видат еден камен како изгледа. Например, еве Бисера е најмала, она е веќе 1 година, и она кога ќе седне и гледа камења, и она истражува. И знаеш, и како ги гледам нив, они се секој со различна возраст, ама гледаш низ игра, они учат. Ние смо го забравиле тоа, ние низ игра не учимо. Нас се ни е некако така. Откако пораснемо веќе. Па можда, знаеш, само не се такви игрите, малку за посериозни се. Малку се посериозни. Малку покомплексни игри. Леле, и тоа баш игри. И тоа се баш игри на возрастните. Такви подли игри. Ја би рекол. Па ја мислам дека тука веќе детето се потиснува и си вика, ја ќе се повлечам. Веројатно кај многу луѓе. Кај мене не, ама кај многу луѓе да. Ама кај многу луѓе да. Вербата дека свето е добро место, можеби се намалува се, веројатно да, и си вика, чекај малце, овоа не е обична играчка. Ќе станам, возраст ќе порасне. Да. Ќе играм како што играт други, повишето други. Ако сакам да успеам, да живеам. Да. Таква е психологијата.
Па ете, тоа се некои разочарувања, некои предаства, некои критики. Значи принудно Принудно раснеме, точно, да. Не, принудно се менуваме, повише би рекол. Да, чекај, ако разгледаш малце на работите и ако ги малку анализираш зборовите, да ги разглобемо. Раснемо секако. Раснемо ние секако, да, природно, а принудно... Принудно се менуваме и приспособуваме на нештото, на животот. Браво, Нено. Ја и ти некои психолози може да... Да, малку да покажемо ние и ваква страна. Да, не е дека смо само хи-хи-хи, ха-ха-ха, нели? Ние можеме уште посериозни да бидеме. Не ќете да го видите таа страна. Ама... Детето у мене не го дава. Не. Па да, многу ја мислам дека растемо и од моментот кога имаш скршена доверба у некоја личност. Љубовта, првите љубови веројатно, некои другарства исто. Друштва, па се растурат, па така. Па повреда другарка, па слушнеш си. Да. Па и така ние свето почнува да не така раснемо. Уче дека треба да бидеме малку повнимателни, малку да се контролирамо, нели? Одбрамбен механизам. Точно, да имаш некој одбрамбен механизам да рече кочи, чекај да видам ова, да го речам или да не го речам, Тај маска. Да, и тоа е многу интересно. Чекај, денеска оваа ќе биде. Тебе може не ти е до смеење, ама знаеш... Имат со маска, шо... Ја просто... Ево, не знам дали свана гледачите до сега, дека јас сум си детето, у мене не е никаде отишло. И сум многу благодарен и не го пуштам намерно. Знам дека тоа звуче некако, не знам како, ама мене не ме више, има... ми е било, ама више не ми е... Да, ќе има поделени мислења, Нено. Јас се гордеам со тоа. Ете, бега ми мислата. Значи, збореме за тоа, да, дека многу луѓе се со маска и дека ја просто, знаеш, секој ден ми се случуваат некои лекции, да речеме, ми дава живото, а ја никако да научам дека е маскен бил живото, никако да се уклопам у тоа. Јас сум си ја не ставам маски и корејските маски биле добри. Ете го детето у мене. Да. Не, сериозно. Многу, значи, надвор пред свето е едно, а внатре кога се повлече дома е друго. За жал е така, Нено. Особено па со интернетот колку маски се ставија. Тоа е за жал така и е многу жал. Филтери, да. Да, сите се со некој филтер. Ама и буквално филтери стават луѓето, продават некој стил на живот што не е реален, лажен. Па тука више улаваме у други психолошки моменти да така. Морат другите или да се надпреваруваат едни со други или да се депремират ако немат финансиски средства да го направат тоа што некој друг го прави или така натака. Да, свето на возрастните е една голема игра. У многу различно време од времето кога сме биле IT деца. Да. И затоа никако не можеме да... Извини, Нено. Сега, види, ја не сум пеачка. Тебе ти е тоа професија. Ама вака ги иде. Добро дошли, другови, на нашу малу маскараду. Деца, да. Ма така е. Ма баш тај не, да го вземеш да го прочиташ таа песна како поезија, нели, како текст. Да. Лирикс, стварно има поента. Има поента песна. Ма без зашто е тоа Цеца, тоа го пишала, мислам дека Марина Туцаков. Да, па тие се. Али, стварно е тоа боле да сржат колку е точно. Да. Па тука почнуваме да го губиме детето, нели? И она вика и да се голи скинемо, остаче нам наши маски. Точно, така, ќе ни останат маските. Па, многу пати детето се потиснува, ја мислам, од причина кад некој ти вика не биди премногу. Дали имаш и тоа приметено? Премногу шо? У смисол... Не покажува емоции премногу? Па или за емоции, или не биди too much, као да бидеш у смисол наводно премногу, да се покажуваш премногу дека си или премногу добар или премногу за нешто те бива. Ако не биди нападен, малку понастрана си. Малку по усмирен тон работите да ги правиш и веројатно тука кад ќе ти кажат стоп
И тука малку и детето, еве ја например, најстарото, Калин ми е многу хајпер, он уште од мал, неговата енергија е толку голема, толку е сестрана. На англиски тоа се вика терминологија all over the room, знаеш, он има енергија за 10 деца. И многу пати у ситуација сум се нашла да бидам да му ја смалам енергијата за да не смета на другите. Да. Дали ме разбира? Па гледам ја примери у школа, да. Е така, и тоа дете шо уче, дека чекај, јас сум ту мач на некој, чекај да се намалам малце. Разбираш ли ме? Што сакам да ти кажам? Добро, па се што е превише не е добро у принцип. Е така, ама некој тоа малку му смета, например. Сваќаш? Ја мислам дека тука настануваат оние состојби на анксиозност, на Да. панични напади и сето тоа, затоа што многу работи потиснувам. Е така. И многу луѓето, сега вака генерализирам, ја не се ставам, мислам не се ставам. И така како се ставам, знаеш, како цело време не си ти. Па не си, ете и па е таа маска. Ама некако не те дозволуваат да бидеш ти. Да. Ако нели ние сме возрастни, ние сме професионалци, или ние сме, ево, прост пример, ние сме, не знам, наставници, или ние сме, не знам, адвокати, или ние сме било шо, како чекај малку, имаш ти некој ниво, не можеш да бидеш ти толку обичен, не можеш да бидеш ти просечен човек, да си го кажеш мислењето тек така. Мораш малку ти како демек са тука, и ние тука више како глуматамо, а не секој има капацитет да го изглуме таа улога до крај, и онда стане микс на нештата, како шејкер некој. И тука сега... не знае кај му е местото, тоа у шејкер овака и... Кача попар, смути. Па добро. Дали тогаш создравањето е добро или е тажно? Или тажно, за мене е тажно. Како би го... Тажно. За мене е тажно. Не знам. Точно за дека ние, не знам, сваќамо со текот на годините, што викам ја дека живото и свето не е фер. Имамо разочарување од секаков карактер, тоа секако. Добро. Нели, ама тука више кога почнуваме да се срамаме од самите себе, од нашата нежност или од нашите емоции, тука више тоа многу голема трагедија за мене, затоа што се потиснуваш самиот себе. Точно. И секое потиснување води до нешто се затне, некој канал. Да, па тука потекнуваат и многу болести. Па тоа викам анксиозност, депресија, боглучување се, нели? Гастрити со желудник. Да, кревата се поврзани со психоите. Како? Да. И па не, и општо здравието. Али општо со здравието, да, ама чекај, види вака, ама ово не значи дека ти си неодговорен и незрел, нели? Да се... Па, еве, пошто ти рече тажно ми е вака создравањето, да, ти созрееш како возрастна личност, нели, сам за себе, ама тоа не значи дека си вејка на ветеро. Да. Или, нели? Тоа е проблемот што луѓето мислат дека ако си слободумен и ако си така, нели, под дете, дека си несериозен и дека автоматски си глупа. Тоа сакаше да кажам, дека... Ја мога баш тврдам дека тие што зореле се прават така и мене ми се смешни. А уствари да. Да. Може, не секој има капацитет да биде нешто. Да, така е. Така да ги гледам оние други. Ние сме на крајот на денот сите исти, и сите на исто место ќе завршаме, нели? И сите сме од крв и месо, точно така е. Ама не, сите на исто место завршуваме. Тоа е крај, дали си ти крал или си роб, ти си па тамо у тие 2 на 2 или колку и да се. И кој, нели, исчезнуваме толку крај. И шо е работата уствари, зашто ние би ставале маска? Сами на себе си штетаме. Па веројатно, па да, и после се прашуваме од кај ми потекнуваат овие болести, оние болести, овака, ама некогаш може да и треба да ставиш некоја маска да се заштитиш под некои други луѓе. Па добро, не викам не. Не викам не, ама са, не знам како ти кажам, са од лична перспектива. Корејски маски стварно најчесто користам. Не, сериозно, евентуално јапонски. Не, ти си зло Јапонија, или?
Ајбе, дој си тука у Дојчланд. У Јапонија колку сакам. И ја многу сакам да идам таму. Како турист. Пошто не знам како тоа е, голем шок ќе биде, тоа не знам И како. као турист, да. Тоа е друга планета. Да. Многу ги сакам Јапонија, јапонците, таа култура, таа они се многу поблиску до детето у себе што сега негуваат. Они ги негуваат уште тие вредности. Да. Па имам прочитано некаде дека децата до 4-то оделение у Јапонија, значи нема тестови. Значи они учат на life skills, на животни вештини у првите 4 години и како? Низ игра што ви. Низ игра е точно истражувањето, почита еден спрема друг, спрема, како ти што викаш, авторитет спрема учител, авторитет спрема природата, што многу фале тоа у Македонија, тука у Германија не е така. Например, тука природата се одржува и е нешто свето. Суштинските вредности се учат таму, еве, земам го Јапонија за пример, ама и тука е нешто слично, да, и тоа дете се изградил личност, значи нега не му требат оценки од 1 до 5 за да ти го изградиш како личност. Ти првите суштински години ти треба да ги изградиш, да биде он човек, а после да букви и бројки на него. А џабе му се така. Не е дека они не учат букви и бројки, далеко од тоа, да се разберам. Ама не им дават тестови да не прават стрес, замисли. И тоа го имам читано некаде, само за да тоа дете и понатака да го сака образованието. Да не му створе да не му створе некој анксиозно и терет. Леле, ја морам да идам у школа. Еве, например, и тука е истото. У градинка цело време децата учат низ игра, низ вештини, да речеме, у школа учат, бројки, букви, првата година ништо не ги оценуваат, само тоа е, веројатно е и у Македонија така, сега не знам, со описни, нели? Да. Генерално, не ти дава да нема, нели, као од мој до моега, сега да не се изразам глупаво, и сега ти мора да си добар само заради тоа што дошла мајката или татко ти у школа, па се скарала со учителите да бидеш, слушај моето дете, да биде најдобро. И после тие станат најлигави деца и нели и ги прават поголемиот дел од проблемите. Јас лошата концепција за тоа како се станува човек. Не си најдобар ако имаш петки по сите предмети. Да. Прво треба да бидеш човек, и емотивно интелигентен да си, нели? После тоа дали ти имаш способност да предиспозиција за броеви, за букви или за што и да станеш, тоа е само плюс, но доградуваш го човеко. Да. Професија, а не е професијата дефиниција за човечност. Така. И мерило за вредност. Да си ми жив и здрав, многу убаво го кажам. Така е. Па зрелоста малку и контролира верзија од детето. Тука тие стереотипи се појавуваат како демек тај што има школа е многу, нели? А тај што па нема школа па како припрос. Како тај не го рачунаме за човек. Да. А колку ситуации имам ја што буквално луѓе што знам дека не се образовани, многу почовечни постапуваат од некој што има функција или титула или образование, степен, не знам какво. Да. А и тоа како? Веројатно тука доаѓа и комплексноста на детето, кога е некое дете искомплексирано и сега кога порасне у возрастна личност. Леле, не знам како е таму, ама тука така многу повише неголи. И порано е било, ама сега некако премногу изразено. Многу лошо тоа, такви некој кој да биде прв, кој да биде втор за еден бод, за пола бод. Чека, тоа е детска психологија, психа, тоа така не се брка таму. Стварно? Да. Не ќам јас да, нели? Да. Општо зборам, значи, читам по Facebook и по такво. Тука не. И насилство има многу врсничко и булинг е многу зголемен и интернетот сега направи пак повторам своето споредуваат едни со други. Овие биле на одмор, некој не може да си дозволени у друг град да отиде, значи. Па еве число, сега моментално ми текна за девојчето што ги повикала другарите на роден ден и што не се појавил никој. Тоа пред известно време беше у Свети Николе, дали се сеќаваш? Да. Така ли нешто беше исто сега? Не знам име, не коментирам, мислам не збор.
Ама Кога дека роден ден не дошле повиканите и она била како сама и чекала ги и била разочарана. И после тоа знам дека нешто има акција да... после тоа имаше акција за истото дете у некоја од игротеките. Како е завршило сето тоа? Читаја нешто на Facebook дека у некоја од игротеките низ Свети Никола, не знам која, дека е организирано роден ден за истото девојче, значи станува збор, дека и она исто еве Свети Николчани, поздрав до сите тие што биле таму и што се нашле да го испоштува девојчето за роден ден, ама не е ферма. Така има го тоа на многу, не е дека кај нас нешто специфично само Македонија. Не, тука ќе ти види, ајде сега вака, ако ти споредам, пошто испаднам и од таа тема малце, тука повеќе не се делат на функција и на мама тате, ама тука се делат малку на ауслендери и германци. Значи на дојденци и германци. Пошто тука има многу националности, значи цел свет е тука. Тука малце е проблем да се уклопеш со тие луѓе. Германците гледа се дека малку си се оградуваат, неќат многу да се мешат со нас, не знам од која значење. Да. А онака дека нешто ева ти што викаш, кој што спомна претходно, нема многу така да се Добро, тоа се други пошират. И тоа се други, да. Ама не сакаше да се врнеме некако назад, ќе пресечам. Многу ми е интересно тоа прашање и многу ми е уште поинтересно процесот на размислување за одговор да дадеме дали човеко, дали луѓето се менуваат. Што мислиш ти на тоа? Ја мислам дека се менуваат и не, и да и не. Многу е прашањето, па ќе речеме комплексно, како самата тема, ама например ја ќе речам од себе. Ти мислам дека на некој од твоите сториња имаш спомнато дека со мене се многу долго знаеш и дека ја не сум сменета, нели? Како може па исто да се дружимо и сето тоа. Ја и со уште неколку луѓе ги имам ово вака пријателство што како еве ќе ги спомнам другарки, ќе го спомнам и мој прв комшија што значи дури ми е старосватна нели мила име и крстено. Многу ми е значи со тие луѓе ја едноставно како времето да застанало, значи кога ќе помине некој извесен период ти си па продолжуваш таму кај што си застанал. Како и со тебе, нели? Нема преки, нема преки, не се чувствуваш дека нешто кој знае што се сменило, па чекај, не го познавам ја овај човек. Не, едноставно продолжуваш, само што еве имам апгрейд, имам 3 деца и сопруг. А мојата личност, мојот карактер, да, тоа е и мојот карактер си е ист. Лорета пак ќе биде и забавна, и сериозна, и пријател, и другар. Имаш ли си речено време да пораснам? Да се сменам? Не. Јас сум сменила, например, у однос на како мајка, јас сум се сменила физички, нели, првично, а психички у однос на тоа дека малку повеќе сам малку посериозно гледам на работите, нели, обврските сами си го прават своето. Природни промени. Така. А онака ја као карактер. Можеш ти да бидеш до 18 години фина и другарка, а после тоа а после нешто што нема веза со тоа што. А после овака на улица као за кој си ти уствари? Тоа што си била или тоа што си или тоа веројатно ја мислам дека тоа било некоја и маска, веројатно тогаш. Ќе отворат на регало и чекаш што ќе ставам денес. Која маска? Да, веројатно и тогаш тие истите луѓе. Ја имам многу такви примери, многу такви луѓе имам изгубено на некој начин, што дури... Тоа е штета за нив. Ама нема веза, мислам, ја тоа го имам преболено, иако уште не ми се верува за некој, ама дел од тие ми имат речено како стило што се чудиш, тоа е нормален тек на работите, не можеме ние уште да бидеме од тие што сме биле,
како живото се смени, живото се смени, ти отиде да живееш, не знам, у Африка. Ја сам останал тука или било што. Добро. Како можеш ти да не бидеш ти што си била ти пред 10 години, да. 20, да. Колку тебе те смени за со мене да не бидеш иста. Да, па што не значи да не пишеш, нели, и здраво, како си, добар ли си, жив ли си, здрав ли си, нели? Не бе, човек, ја верувам тоа дека треба да постои константа, зашто да се менјаме уопште. Ајде ти може да немаш време или нешто, ама тоа не е изговор за да се сменеш до степен на непрепознатливост, да се оддалечеш од некој или нешто. Да. Тоа веројатно, не знам, тука не можам да кажам, али од личен аспект би зборила, веројатно ја на некому така суму и можда, не знам, или па јас со некои луѓе сум завршила баш од таа причина што и самото време ти видело дека тие луѓе баш и не ти биле. Ја знаеш, па тоа е као некој благослов веројатно, значи тие луѓе тогаш не биле со тебе зашто ти биле пријатели веројатно, биле со тебе од не знам, да си потпунат време. Директно за твоите сомнежи, не знам како што викаш да кажеш. Ево ние сме ти доказ. Значи ние пак збориме за тоа, не сме се виделе многу долго време и што сме се виделе пред 5 години или 4 било блиц средба, значи ние не сме се дружиле многу долго време. Па да седнеме на кафе или да му обетеме нешто, знаеш, како што сме се дружиле. Нити па соработувале вака нешто емисија или било што. Ама ние па го има таа искра. Подкаст ќе правиме, седнуваме и правиме. Ние сме јас сум па смо тие. Рета. Ништо ние тука не враќаме филм за да нешто тука тргаме слоеви, за да го најдеме тај Ненад и таа Лорета од тоа време, ние сме тие. Тие, точно. Ја дури немам ни филтер, ево и смешка некоја треснам нешто. Да. Не сум пораснат, валјда, не сум. Па не, далеко од тоа дека не си пораснат или ја исто, ама мислам дека децата у нас, еве, пошто ние се запознаваме како тинејџери и тоа се големи деца, веројатно пасуват си. Дефинитивно, ја би рекол дека не се менјат луѓето, само можда од една страна учат како да се штитат, тоа више кажамо, или барем обидуваат се, а од друг аспект за размислено и кажано, мислам дека поише како да се откриват со теко на времето, вистинското лице да си го откриват со теко. А веројатно? Веројатно, може па и... Као, не знам, времето, живото ги трга маските. Да. Знаеш, нели, не секоја маска, чак и корејската, ноќна маска са баде треба да го измиеш. Мислам, да се тргне маската какта. И на крај ступат па поричките расширени, брчките, жумната пати треба нова маскичка. Не можеш ти така. Да. Има ботокси па стават па 300 чуда па тоа се тие трајни маски. Така. Ја мислам, знаеш, дека и љубовта не прави деца. Кој сака, да, пошто со тај што си го сакаш, некако си најслободен. Па добро, љубовта те променува у позитивна. Променувате и у позитивна смисла. Омекнувате, да. Омекнувате, игрив си, помек си, понежен си, имаш доверба. Дека знае, имаш чувство дека нели некој те разбира, дека имаш човек што е тука до тебе со тебе, нели ти. Да. У случајот си у брак, нели. Да. Ја не сум нити залюбен, нити нешто, но знам. Ама имал сега тоа чувство. Да. Ама не, јас сум поборник за љубов, за емоции и многу ми е жал што живееме у време што ден на ден се помалку и помалку се цена љубовта. Да, љубовта на дворешниот изглед, на дали имаш мускули и тело, за жал. Не знам, усти женските или шминка, очи, ботокси, филери, фризури, коси, ногти. Па нели децата сакат најискрено, така ли? Тоа сето тоа што го зборам ја, тело, мело и коси, боси, носи, тоа све е менливо и менливо е тоа, да. Суштината на човекот останува. Што ќе прават таквите што го гледат животот низ таа призма кога ќе бидат 80 години ако живеат, нели? Па веројатно осамени ќе бидат. Што не размислуваат малку од тај аспект? Многу некако живееме само за сега.
Како Да. убаво да ми биде сега. Океј, и што мислиш, дали треба целосно да пораснем или не? Не, ја никаде, јас сум како Петар Пан. Не, ја имам секад сенка, ма тоа више не е ни сенка моето. Јас сум си тај што сум бил и сам, ја созревам, сваќам колку светот е суров, сваќам дека живееме у суров свет и сето тоа, ама јас сум си ја и не се менјам. Ништо не ме менја. Детето у себе мора Не. да си го чувам, мора. Не можам ја да Сите. глумам друг. Реално, да, може во тука има врска, не знам. Јас сум уметник и често пати викат дека уметниците се поемотивни и многу е по-нормално за нив да бидат деца цел живот. Не знам дали е така заради тоа што јас сам уметник и би било Па баш од неблагодарно причина да- што си уметник, па можеш и да глумеш, па. Па добро, да. Искористи го таја дут у некои ситуации кои што некој друг те има маска, така да. Можам. Јас сум многу уште наиван, јас сум уште многу искрен, јас сум многу уште... Тебе тоа е уште детето у тебе, веројатно. Тоа да, па тоа е лошо, ете гледаш негативните аспекти на тоа, Да. grow up. Јас сум уште наивен, тоа е денешно време да си наивен и искрен е многу лоша работа. Да имаш своје ја, да Да. имаш твој глас што сакаш да се слушне, да бараш правда. Сето тоа се некои работи што сметат на воопште. Дисквалификацијата. Да, ама нели мислиш дека, например, ако некое дете можеби би било премногу повредено, па затоа и станале дистанцирани, ладни, ете така, со маски, веројатно, саркастични, повредени емотивно, ама можда и Ама нели. јас сум бил многу пати у животот повреден емотивно. Ама сепак си сега Многу зачувал пати дете. ништо. Тоа ме нема сменето да бидам емотивец и не знам. Мене ми имат повредено и ми имат не знам, може да е анксиозност, предизвик одговор на тоа или може да самото, нели, више знам, освести се што се дешава. Значи, нели, тај дел го немам више, ја немам. Како ти кажам, Ана Франк има речено и покрај се, јас се уште верувам дека луѓето длабоко во себе имаат се добри или имаат добри. Покрај се. И покрај се, да. И покрај. Ја уште верувам дека луѓето се фини, дека ќе биде добро утре, дека ќе се смене. Па и јас сум таква, ја давам шанса на сите, ама имам и едно филтерче што знам да ги проценам. Рационалната страна, мислам, онаа реалност дека мене, ја сум потпуно свесен, дека не е тоа можно и колку е можно да некој се смене на подобро или врне се на подобро. Ама срцето ми вика, абе човек е, има емоции, како може, нели, знаеш? Да. Ти му проработи. Емпатијата тука проработува, многу пати си викаш, абе ајде, може и на тај нешто не му е лесно у животот, дај, знаеш, имаш разбирање за неговите постапки, нели? Апсолутно. Да. Апсолутно. Ја многу знам да се чувствувам, ја многу сакам, сакам. Знам да се слушам и сакам да помогнам. Јас сум тип на човек што, како ги викат ти ги повише бараташ изразите на англиски giver, него ли receiver, значи ја повише побаво се чувствувам кога поклонам нешто, да дадам совет, него ли на мене кога ми. Ја така се обседнувам дали ќе погодам боја на нешто за поклон, пример, така. Ау, да. Тоа ме радува. Да. Тоа ми стилува, може да е чудно. Ја многу икс пати ќе погледнам на што сме го потрошил платата, јас за мене не си купувам многу поретко него ли што купувам сега. Да, и мислеш и посветуваш, еве, денеска... тоа е материјално, да, ама и емотивно се дава. Па да, ама веројатно искажуваш ти го, нели, љубовта на тај некој начин, нели, или почита спрема било кој. А тоа како природно. Да, како природно ти доаѓа, е така. Аме на крај спаѓа дека како најздравите луѓе се оние што си однегуваат детето у себе и што работиле на себе. Најздравите? Да, пошто сами ја викаш дека дали ја ти лично тебе на здрав? Молим те. Да. На нормален. Не, ти кажа дека физички треба да се активираш малце, за тоа ќе се согласам и ја исто треба после операција на колено.
Не, па најздрави веројатно се мислам уствари на психички, пошто тука се работе за самиот со себе си направила анализа на само себе видување, како си израснат, дали ме разбираш? Значи, знаеш да се радуваш, да фантазираш, знаеш да плачеш, емоција да споделиш, знаеш да се смееш гласно, да сакаш искрено. Па сето тоа ја го практикувам, мислам, ама не викам дека сум... Дека си здрав. У кој смисла здрав? Не сваќам ја тоа. Епа, нено, тоа не ли е здраво? Тоа не ли е... тоа е здраво. Разбираш? Тоа е здраво, ама не е прифатливо за општеството. Епа, значи, тука доаѓамо до моментот дека вредностите се испревртени, нено. Тоа, не можеш да бидеш здрав, затоа што општеството ти вика стоп, не може тоа така, а ти така сметаш дека природно ти не сметаш, него тоа ти е природно. Тоа ти е природно. Психичките... Па тука те самото општество тебе дефинира дека не си окей, уствари. Да бидеш дете. Не ти дава. Оно ти вика има да пораснеш, па јана мајка. Така. А кај може пак да си го најдеме? Ние си го имаме, аве на некој од нашите слушатели. Гледачи, слушатели, кај може да си го најдат нашето дете? Подрум ја, как идам, наоѓам си тетрадки, детски пошти. Не знам кај да си го најдат, затоа што оно си со мене ја не го барам, за да можам да ви дадам совет. За тие што го изгубиле, мислам дека е у љубовта, у пријателството, у дома, уметност, музика. Некој што те разбира. Ја мислам дека многу тешко можат да го најдат. Мислиш? Мислам, тоа ќе биде тежок процес. Стварно. Дури мислам дека нема многу да се нафанат да го барат, ама и тие што ќе се нафанат некако со лесно нека е, ама некако треба тоа многу работа, не е таков оптроп. Да. Многу полесно можеш да го најдеш лоши у тебе, него ли детето у тебе. Леле, тоа да, дефинитивно. Демоните тлеат од унатре, само треба нешто. Одно избие рокче. Избие рокче. Па добро. Ама, а ти мислиш дека љубов, пријателство, дома, како тоа? Нено, луѓето што сакат, значи не можат да бидат злобни луѓе. Некој што дава, што е искрено љубов, што што викаш пријателството си го цене, значи не е само ти да бидеш пријател со некој од ти, нели, он ти бил таму, не знам. Говори себе површно, и љубовта е више површно. И пријателството, се е површно. Се е физикус, што го гледаш и дали нешто можеш да добиеш материјално. Треба да се работи малку. Многу ретко барат луѓето духовно да се испунат. Забравија ли го тоа? Тоа е проблем, може и духовно тоа. Не им треба. Мислат ли дека не им треба затоа што повишето луѓе живеат без тоа, па си викат чим другите така, па ајде и ја. Да. Камат ли се да го барат детето у себе? Мислат ли дека ќе бидат смешни, ќе ги покажуваат со прст ако почнат промена од самите себе? Тоа е според мене, случајно ми дојде. Значи, треба секој да тргне од самиот себе, особено тие што го имат тоа дете у себе уште, да направиме промени, мали, ситни промени како искрички на секојдневно ниво, со најмалите потези наши, да се трудиме да го редефинираме свето. Веројатно, вистинска зрелост е да останеш мек у свет кај што те учи да бидеш јак или тврд. На мој постани, ја мислам дека тешко тоа. Пак ќе го повторам. Ја лично немам тврдост, срце не е камен. Да го само бациш из капута као карту после пута. Не е камен. Не е камен. Срце, душа да си пуша и мене ми тоа е ладното у мене, тешко дека некој ќе го види. Да. А и тешко дека... Ајде да не идемо други теми. Не, ни ќе правиме еден wrap-up, ја мислам дека доста... Wrap-up ти, да речемо, некој, знаеш, на тај левел, кај да го барамо детето, да идемо на лулашките, да седнемо и... Ја да ти кажам, кад си идам на Шпилплац, значи на германски е Шпилплац.
Да. Јас Место да игра. Да, на игралиште идам се и си се лулам со Калин сум била. Не, Па се лизгам. Нема таква сајла. Ја ги надмашувам тие некои лимити. Стандарди. Не, знаеш зашо? Не. Тука се е од дрво, се е железо, се е направено. У Македонија се пластични и не се добри направени. Ти дојди туку у Германија, се ќе ти издржи лулашка извене се ќе. Германски квалитет. Да. Ја. Натурли. Па како? Па се лизгамо со децата. Ја мислам од моето искуство дека луѓето треба почесто да бидат во контакт со децата. Да. Со своите деца, со нивните другарчиња, Да. ево като се собират да си играат. Да не и дават телефони. Тоа е друго, да. Ама наблюдувајте ги како они функционират. Да. И пробај да бидеш на исто ниво со нив, Да. на таа фреквенција. Зашто Да. баба ќе биде? Да. И се речете стварно, леле, бе, колку едноставно да живееш. Да. Абе, Да. фантазирај, они од ништо нешто направат. Да, да, а да. да почнат да ти зборат на тебе, абе, со една кукла, она си направи не 3D, 7D филм. Точно. Таа фантазија детска, ние Да. да имамо сите какви промени може да направиме сите. Да. И тоа на подобро. И тоа на подобро. Подобро. На подобро. И зашто сега тоа некој да рече не ти треба на тебе, кат прави, не ти треба таа фантазија, сега си ти Да. возрастен. Да. Суров знае да биде свето на возрастните. Ама фигуративно кажано, нели? Не со коцки, ама ето со други работи. Ќе градеш од друго, Да. фантазија. И па добро. Па не Не секој знам, така добро. размислува, не. Не секој така размислува и тука стварно ја не можам да сега трошам гласно за да некој убедам у нешто што не Не, ние никој не убедуваме. Не сум тај тип емја, Да. да. Не ќе. Секој си има свое мислење и такво. Ово е нашто. Но ова си е само наше и не мора да значи дека треба да го прифатите. Не, бидете со тоа што сте, апсолутно. Да, вашето ако се филозофија, осеќате убаво у своја кожа, молим лепо, како беше. Ма така е, па сега тоа у претходната епизода го зборимо како се осеќамо и идентификуваме. Имаме слобода, нели? Да. Нови времиња, не на лоши времиња дојдоа. Лоши времиња дојдоа, ама некако мора да продолжиме да пливаме најверојатно Да. тоа у таа бура. Ако сакаме да преживееме, мора да пливаме, иначе Да. лесно е да потонеме, но Да, однесете мутна вода. да, вртно. Нени, ајде. Лека ноќ. Лека ноќ, дечки, фала ви за внимание и Се за гледаме. поддршка. Поздрав, Лори. Чао. Чао. Never grow up, it's a trap. Never. In academia.